Започнува најновото саботно издание на регионалните вести. Завршија спортските активности од проектот Безбедност во училиштата за меѓуетнички соживот и толеранција. Со проектот се опфатени 2600 првокласници од Полошко со цел да се запознаат со соживотот и толеранцијата. Финализираа спортските активности во рамки на превентивно-едукативниот проект Безбедност во училиштата за меѓуетнички соживот и толеранција, чии носители се Одсекот за превенција, Тетовската и Гостиварската локална самоуправа и ОПСЕ. Целта на проектот и спортските активности е меѓусебно запознавање, дружење и заедничко спортување на средношколците од двата полошки градови, а за надминување на сите предрасуди и стереотипи на овој план и за подобрување на вкупната безбедност во нивните училишта. Со денешните надпревари финално ќе се заокружат турнирите во одбојка во Тетово и Гостивар, кои започнаа минатиот викенд, а кои представуваат, односно се во рамките на превентивно-едукативниот проект Безбедност во училиштата за меѓуетнички соживот и толеранција, проект кој веќе 6-та година заеднички го спроведуваат Одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово, Тетовската и Гостиварската локална самоуправа и ОПСЕ. Целта на турнирите и воопшто на овој превентивно-едукативен проект, кој веќе 6-та година поред се реализира на поширокото полошко подрачје, е младите од различна етничка припадност заеднички да се дружат, забавуваат, спортуваат, да навиваат, да споделуваат и разменуваат позитивна младешка енергија за надминување на присутните меѓуетнички предрасуди и стереотипи. Ваквите активности и оние кои веќе започна, а кои, како што споменав, се составен дел на превентивно-едукативниот проект, се очекува да придонесат исто така и за поголема информираност на младите што значи меѓуетничкиот соживот и толеранција, но и да се запознаат со законските импликации доколку учествуваат во предизвикување на нарушување на јавниот ред и мир таму каде што учат, се дружат и забавуваат. Развивање на спортскиот дух, превентива како изближување на учениците се мисијата на проектот. Влијанието на проектот се согледува и во фактот што пред 3 години регистрирани биле 35 нарушувања на јавниот ред и мир во и околу училиштата, додека минатата година оваа бројка била за 5 пати помала, посочи од Тетовската локална самоуправа. Да, веќе традиционален проект што го организираме заедно со ОПСЕ и со Министерството за внатрешни работи. Проектот има неколку карактеристики кои што се за доброто на целокупното население. Значи, најпрво превентивна делова во училиштата и околу училиштава за одржување на јавниот ред и мир. Од друга страна има карактер на зближување на учениците, затоа што екипите се мешани и по пол и по националност. И трето е спортскиот карактер на преварачкиот дух на оваа активност. Може да кажам дека сите овие превентивни активности кои што ние ги реализираме заедно со ОПСЕ и со Министерството за внатрешни работи имаат значителни резултати во и околу училиштата. Ќе продолжиме и понатаму заедно со ОПСЕ и со Министерството за внатрешни работи со вакви активности и други активности кои што се од едукативен карактер, предавања по училиштава, за да овие превентивни активности се присутни во нашите училишта. Со проектот се опфатени 2600 првокласници од средните училишта од Тетово и Гостивар, кои на посебни предавања што ќе ги одржуваат стручно обучени полициски службеници, поблиску ќе се запознаат што значи меѓуетничкиот соживот и толеранција, но и какви се законските и други импликации за нивно евентуално учество во нарушувања на јавниот ред и мир во и околу училиштата. Вербална расправија завршила со пука не само затоа што жител на гостеварското село Форино ги напасува ловците на туѓа нива. Следуваат информации на полицискиот билтен. 21-годишен жител на село Форино Гостиварско за малку ќе настрадал од испукан куршум само затоа што ги напасува ловците на туѓа нива. Според информациите на СВР Тетово, лицето во кое било пукано вчера пријавил дека околу 17 часот, додека ги напасува ловците на нива во атарот на ова село, му се приближил 33 годишен соселанец и уште едно непознато лице и покусата вербална расправија зошто ги напасува ловците во неговата нива, од појасот извадил пиштол и испукал еден куршум
Куршум кон 21 годишникот. За среќа не го погодил и веднаш потоа се оддалечил од местото. Нешто подоцна е приведен и задржан во полициската станица Гостивар, а со потврда му е одземен и пиштолот што го поседувал со дозвола и кој ќе се вештачи. Од полицискиот билтен информација за кражба во Тетовско Синичане, каде засега непознати сторители преку незаклучена врата од куќа зеле златен накид со 3 реда, пошто со одземениот накид преку балконот ја напуштиле куќата. Вкупната материјална штета според собственикот, кој во тоа време со сопругата биле во подрумски простории, се проценува на 240.000 денари. Савара Тетово информира и за сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Opel Astra со гостиварски регистарски таблици, што го управувал 33 годишниот гостиварец АА и скутер Санили. Исто така со гостиварски таблици управуван од 41 годишниот ИИ од Зубовце. Мотоциклистот со друго возило пренесене во гостиварската болница и по окажаната помош пуштене на домашно лекување. По извршениот увид се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и друго, додека вкупната материјална штета се проценува на 30.000 денари. Куче бездомник пак предизвикало сообраќајна незгода на автопатот Гостивар Тетово во близина на клучката за Тумчевиште вчера вечер околу 20 часот. За среќа нема повредени. Ноќеска околу 2 часот е пријавено и нарушување на јавниот трети мир со пуштање на прегласна музика во објект во кој била организирана забава, лоциран на улица Благоја Тоска. Нарушувањето ќе биде заокружено со поднесок против корисникот на објектот. Жителите на гостиварското село Мирдита добија уредна и асфалтирана главна улица преку која се поврзуваат со магистралата Гостивар-Кичево. За проектот биле издвоени 3,5 милиони денари од буџетот на општина Гостивар. Асфалтирање на главната улица во селото Мирдита е последниот инфраструктурен зафат во рурална средина на гостиварската локална самоуправа. Се работи за улица со должина од околу 700 метри и ширина од 3,5 метри, со која селото се поврзува со магистралниот пат Гостивар-Кичево. Денеска сме во Мирдита, ние го асфалтираме главниот пат. Граѓаните на ово село го имат чекано многу години и ова е најдобра инвестиција на општината Гостивар. Од сега не може да кажеме дека е село Мирдита, може да кажеме дека е преднаселба на нашиот град. Имаме градено пат со стандарди. Ова е главен пат на Мирдита, што ќе поврзува и другите села, Равен, Вруток, Речане и другите. И сега нема потреба да одат кон Зуње, туку може, ако сакат да патуваат преку магистралата што го поврзува Гостивар-Кичево, може да патува слободно тука. Порано немале могушност да патуваат и да патува на сите места кај тие имат желба, кон Маврово, Дебар, Кичево и многу се скратува патот. И сега со овој пат имаме направена добра инфраструктура. Жители на ово место, на Мирдита, имат услови да ја развиват и економијата. Проектот за уредување и асфалтирање на улицата во гостиварското село Мирдита чини 3,5 милиони денари, средства обезбедени од општинскиот буџет. Повторпат се одржа протестен собир на родители и други граѓани поради постојаната опасност по безбедноста на учениците кои посетуваат настава во објектот на Основното училиште Братство Миđenika и спортскиот центар во Тетово. Ние поголемата група на родители што се собравме денеска, само иницијативно и со летоци кои што ги распуштивме по зградите околните што се, до сите родители, за случајот што и минатиот пат исто беше пред една недела, 10 дена, ради перална овде што има премногу гужва со коли, пазаров што има многу диви препродавачи, не се диви тие, него си вршат екзистенција своја, но немаат место. Го зафаќаат целиот тротоар. Од почетокот, од Маршалтито до Братство и пола улица зафатена, ни пешки не можеме да доаѓаме. Преку ден, дури е пералната во функција. Сите коли се бришат на сите страни на тротоари ги пребришуваат. Целиот тротоар е означен со no паркинг, некој си поставил приватно тука. Го фаќа и тротоарот на пешаци што треба да помине. А колите ги бришат подолу, на другава страна на тротоарот, кај просветно дело,
баш пошто вчера се организиравме родителите и од Сабајле снимим некои слики. И ако сакате ќе ви ги пуштам на вашите мобилни или да ги видите како тоа изгледа преку ден. Пералната овдека нема ни една кола на тротоарот е ограден со нема паркирање. Завчера кој врнеше дожд, те можев со кола да влезам во школа, од нив да го земам малиот, влегов во кавга со вработени. Значи, па реагираме до градоначалникот на Тетово, таа нема слух за нашите проблеми, како родители. Што барате дислокација? Дислокација на пералната и не знам со каква дозвола работи оваа перална, пошто ја не ги разбирам тие работи. Али едно знам дека и водата што се троши да е сигурно техничка, пошто на сметките за вода не стои само вода, значи таа е вода за пиење. Едноставно. Јас знам дека секаде каде што е за вакви потреби се користи техничка вода. Не се користи вода за пиење. И плюс тоа е многу ризично, затоа што поминуваат многу возила кои се брза за на работа, кои за ваму. Не може ни возрастните деца што се од поголемите одделенија класови сами да си појдат дома, ќе ги изгази некоја кола. Плюс низ пазарот не може да поминат. Безбедноста им е загрозена. Ни една инспекција не работи. До душа секој Сабајле околу 7,5, 8 екипа од полиција има. Ама тие не можат да стојат цел ден тука. За време кога е најмасовно доаѓањето на учениците во училиште, полиција има од 7,5 до 8. Ама после тоа нема. А ударното е во пладне и во 2, во 3 саат од 4, кога сите си ги земаме децата. Не може ни самите не можеме да одиме пешки. Има некои што живеат подалек или директно се враќа од работа со кола. И нема место кај да паркира од сите тие возила што се бришат овдека, едноставно. Институтот за развој на заедницата од Тетово денес прослави 20 години работа преку адресирање на потребите на граѓаните, помош и поддршка при надминување на предизвиците. Една деценија пак постоење одбележа и невладината организација Центар за едукација и развој. Кратка ретроспектива на 20 години е тешко да се каже. Навистина имаме многу што да споделиме од една така да кажам можеби на почеток интересна, наивна, непозната работа, нели, здружение на граѓани. Сите јас и моите другари тогаш колеги имавме колку 21-22 години кога почнувавме со целата оваа работа и не знаевме нели каде ќе стигнеме. Нас не беше интересно тогаш, ај ќе одиме на семинар, се дружиме, забава и нешто поднаучувавме, доаѓаа странци, нешто ќе ни кажеа, супер, нели одлично беше. Потоа добив можност да одам на студиска обука во Соединетите Американски држави. Таму некако добив една поинаква слика на кој начин функционира системот, како се менаџира проектен циклус за маркетинг, менаџирање на здруженија на граѓани, односно невладини организации, нешто што после од 97 година наваму можев да го применам. Почитоците исто така беа интересни, ако сега се вратиме наназад, не можевме регистрација ние да добиеме, затоа што тогаш здружение се регистрираше во МВР. Баравме, па не ни дава, па зошто имате напишано во статутот една или друга работа, нели, одевме така, изгубивме скоро година и пол. И на крај беше на почеток, значи во овој период при крај бевме октомври, сега така добро се сеќавам, а во декември конечно ни го дадува решението и ние бевме многу среќни и повторно велам не знаевме во што влегуваме. Со сите оние предизвици кои што ги имавме во заедницата, процеси во општеството и така натаму, ние сметам дека успеавме да одговориме на потребите на граѓаните. Имаше многу сериозни ситуации, тука многу активности имаме спроведено и во областа на градење мерки на доверба, од областа на неформално образование, рурален развој, младинска политики и организирање, потреби на млади и така натаму. Како ресурсен центар за поддршка на други здруженија на граѓани се обидувавме да го дадеме, да го споделиме нашето знаење и искуство и сметам дека до негде помогнавме. Значи, зголемен е бројот на здруженија на граѓани во нашиот регион, а помогнавме на одредена група на граѓани кои што се соочуваат со одредени проблеми, има навистина многу, сега не треба поише време или да ги образложиме, но сметам дека успеавме да помогнеме и верувам дека и се надевам ќе продолжиме во таа насока. Еве денес со нашите партнери и колеги и пријатели од ЦТРЦ кои што одбележуваат 10 години, Пака Љуботен, исто така кои што долго време обстојуваат, организираме заеднички активности и сметам дека е еден убав настан кај што може вака и да поразговараме.
Значи повторно ќе кажам, веројатно судот ќе го каже граѓанинот, нели, во смисол дали сме успеале да им помогнеме покрај нашите активности кои што ги имаме тука во Тетово. Ние спроведуваме активности или сме биле вклучени од Азија, од Виетнам до Америка, така да има многу што да споделиме, но претпоставувам дека кога ќе имаме поише време ќе може така да разговараме малце повеќе во детали. Значи горди сме денеска бидејќи на овој настан придонесуваме и реализираме активност со организации како што е ИРЗ, како што е Љуботен, како што е Македонско еколошко друштво. Значи пред 10 години кога беше основана организацијата и исто така ние доаѓаме од рурален регион, значи немавме идеја дека нашите активности би се споделиле и во други региони. Значи целта ни беше само да действуваме во општина Теарце, но после тие 10 години макоторна работа би се рекол, над 50 проекти, над 100 активности и многу размени, значи овде во државата и надвор, реализираме активности и сме препознаени во целата држава, сме профилизирани бидејќи знаеме што сакаме да смениме во општеството. Значи токму и овој настан денеска, значи действуваме во делот за заштита на природата, екологијата, која исто така како главна цел на организацијата. Оваа платформа веќе е позната, мислам дека меѓу граѓаните, но уште еднаш можеме да кажеме дека нашата крајна цел е Шарпланина да ја прогласиме за национален парк. Оваа година постигнавме многу успеси со платформата. Меѓу другото го направивме истражувањето кое што ни покажа дека локалното население со над 80% ја поддржува идејата за национален парк. Денеска сакавме да се видиме со нашите поддржувачи, со нашите членови на платформата и да ги известиме и за нашите наредни чекори, како што ќе бидат отворените дебати на кои што ќе се зборува за искористувањето на ресурсите на Шарпланина, а особено за шумите на Шарпланина. И ќе продолжиме да работиме на промовирање на Шарпланина како одлично место за планински и екотуризам, како и да ги поддржуваме сите локални иницијативи кои што одат во прилог на прогласување на националниот парк. Во продолжение погледнете ја телевизиската анкета Граѓаните зборуваат, во која жителите на Тетово ги кажуваат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како истакнуваат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Со какви проблеми? Прво проблеми што нема чистоќа, прво. За свешта и сиромаштија, друго што да ти кажам, повише не знам што да ти кажам, а овие сигурен сум. Значи, најгаден град у не у Европа или ова да кажеме у Балкан, него у цело Европа, у цело свет, значи најгаден. Како може тоа да биде? Кај одат тие пари 72 години од 44 година до сега? И сега ние немаме ништо. Не знам. Прва асоциација која ќе се спомене проблем за Тетово конкретно е депонијата, загаденоста на воздухот, дивата депонија што подолго време, значи тлее во сите нас, не само во градите, него и во психата и никога се не решение. Потоа да речеме проблемот со гимназијалците и простор за гимназија, долги години, веќе 10 години след проблем. Инаку општо како и во цела Македонија, така и овде, сиромаштијата како болест, потоа разни видови на неисполнетост на граѓаните во смисол на нереализираност во врска со остварување некои амбиции, во врска со нормално живење, не мислам на амбиции кој знае какви, него да речеме оној кој што се спремал за нешто да работи во животот, да се посвети комисија, не може да го оствари од X причини. Па да речем и редица други комунални проблеми, паркирање и така натаму, проблем има многу. Овој ѓубриња тамо вамо не чистат и тие работи. Со вода ја не живам овде, ама и со вода имат проблеми. Гледам секој ден на телевизија, викат со вода имат проблем. Зашто не го прават? Каде е проблемот, што знаеме ние? Со свакакви проблеми. Според вас кој? Па криза, работно место нема, со криза. Па со све, со сиромаштија, со све политички не чини, економист не чини. Тоа е. Зошто така сметате? Па што знам ја? Властот да има тоа. Па проблеми има доста.
Кои се најголемите? Загадувањето на ваздухот е, реката горе пена е катастрофа. Треба да се онади, да се земат мерки нешто. Има разни паркинги немаат, да се гради некој паркинг, добро е за тето. Нешто е средено, али па треба уште. Према колите што има, немаат место кај да се паркираат. Не е лошо да се прави некој паркинг плац. Тоа е добро. Секој мисли за себе, за некого друг не мисли никој. За народ никој не мисли. Никоја партија. Што да речеме друго? Тако е. За работа, секој за работа сака работа. Ја не треба за мене више работа, ама тој младиот сака работа. Ја имам една мала пензија. Денеска сам, утре може да не сам. Не сум чула дека некој се вработил во последно време. Многу слабо. Вработување, ја да ви кажем, сум стешаец, со години уште малку до пензија сум. Работувањето е катастрофа. Син ми е работи, ево 34 години има. Уште не е запослен. Чак сега падна, пред 2 години падна од племја, од кровот. Ми се онади се е непокретен. И чак сега и плати и овие плаќа и за радио телевизијата му доаѓа. Сум бил кај народно правобранител 2 пати. Ништо не ми помагнал. Тражаат они проценка. Проценка, бев кај докторот тамо, кај овие за коске, тамо специјалист, таја го гледаше со количка. Па отидов у Скопје и викам, ваќе, викам, ништо мора проценка да од детево да донесемо. Ја не знам каква проценка тражат. Детево е у недвижење. Нема правда, нема. Не е баш како што треба. Не се гледа како луѓите како се наоѓаат у животот. Со ѓубре, многу ѓубрето, не го собира на време, не доаѓа и така. Вода некогаш не има доволно, некогаш ја допира, ноќу ја допира и така. Има многу проблеми, не се решават, џабе што ги кажуваме. Никој нема слух за нив. Какви проблеми вие би? Имаме проблеми во братство, ми учи детево со паркирањето, не можеме да поминеме. Второ, со паркирањето на овие другите возила, не е решено паркирањето. После има проблеми со комуналното, со хигиената. Многу ѓубриња на сите страни. Секако инфраструктурни проблеми колку сакат. Може да набројуваме уште долго, меѓутоа работата е да се бараат решенија и конкретно бар на еден од овие проблеми да застанеме јако, сите заедно, прво да се повика општинските власти, да речеме конкретно, соработка со државните власти, па да речеме Титовската депонија на некој начин да се среди и да сите почнеме да дишеме, ако ништо друго. За паркинзи нема. Паркинзите се за нигдека, нема кола кај да паркираш, сами гледате гужва голема и така. Состојбата на улиците? Улиците, кај што ќе ископа, така останува, со песок, само мало кој ќе, например, ја кај што живим, улицата, кој заврнува од све улице, водата туе доаѓа и таа за нигдека. Коментар за политичката состојба? Во земјата? Да, во земјава, какво ни е? Неизвестна до крај, преоптеретена под голем притисок, на избори неизвестни, ќе има или ќе нема, кој има што и како. Мислам дека ова више толку се избанализира да така да веќе не може ни што човек со трезна глава секојдневно под разни притисоци да мисли, да предвиди, да постави некои долгорочни цели. За политика, да ви кажем, не сум многу
ни за едни, ни за други. Нема ни поарно, ни од едни, ни од други. И затоа сум разочаран малку. И Хрватска покрај Србија забрани да се користи нивната музика во земјава. На седница на управниот одбор на организацијата ХДС ЗАМП е одлучено да се забрани користење на нивниот музички репертоар на сите радио и телевизиски станици на територијата на Република Македонија. Забраната, како што стои во известувањето, стапува на сила од 17 октомври. Актуелната тарифа која е во сила во Македонија е веќе пониска од тарифите во земјите од регионот, како и од Европа и пошироко. А предлог тарифата на новото здружение Соком МАП ја отвара можноста авторските дела уште повеќе да бидат девалвирани, доколку истата биде прифатена од страна на надлежните органи, напиша покрај другото во писмото ХДС ЗАМП. ЗАМП забрани јавно емитување на музика од автори кои се нивни членови и таа забрана стартуваше на 19 септември. На барање на Организацијата на српските музички автори Сокој, од 1 октомври се забранува јавно емитување на музика од репертоарот на Сокој на сите радио и телевизиски станици на територијата на Македонија. Тетово е домаќин на 15-тиот поред меѓународен карате турнир Тетово Опен 2016. На турнирот учествуваа 550 надпреварувачи од 7 земји. Значи, како и секоја година, но ова година малку ни е повише масовно. Значи, меѓународниот карате турнир Тетово Опен веќе секоја година расте бројот, расте интересот, што значи дека има квалитет овој турнир. Значи, во Тетово Опен имаме неколку дисциплини, во ката и комите, што значи борба и кати, индивидуално и екипен настап. Можам слободно да речам дека оваа година ни е најмасовно. Како што гледате и вие, имаме 550 такмичари некаде од Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Косово, Албанија и нормално клубови од цела Македонија. А целта више се знае, гледате и вие. Значи, машки, женски, од сите народи имаш тука. Значи, ова најпрвин е речи го дружење на сите националности у еден спорт, у карате спортот, што ова често ни се случува во нашиот спорт. Во Тетово имаме 11 званични клубови што се членки во Карате Федерација на Македонија. Тоа кажува дека интересот е голем на младите деца, што значи дека од тука ни доаѓаат и најголемите таленти, од кои може да ги спомнувам, особено од нашиот клуб имаме, значи Берат Јакупи, некогашен член на нашиот клуб, тука го имаме и овде, 4-кратен европски првак, имаме и репрезентативци од нашиот клуб, па и клубови што се од Тетово, што се со добри одличија во Македонија и надвор од Македонија. Предпладнево во 11 часот и 19 минути по локално време земјотрес го погоди регионот на Мармара. Земјотресот беше почувствуван во Истанбул. Според податоците на Централната сеизмолошка служба, потресот бил со магнитуда од 5,2 степени според Рихтер. Почувствуван бил и во населбите во регионот на Мармара и западното Црноморие. Епицентарот на потресот бил во Црно море во регионот на Ерегли во областа Зунголдак. За сега нема податоци за оштетување и жртви. Австралиската полиција заплени 1,2 тони екстази во најголемата акција на заплена на дрога оваа година, при што уапсени и обвинети се двајца полски државјани. Полицијата личната вредност на запленетата дрога ја процени на 110 милиони американски долари. Уапсените мажи на возраст од 28 и 29 години дрогата ја сокриле во товар на алуминиумски лимови увезени од Чешка. Дрогата на основа на дојава е пронајдена во складиште во Сиднеј. Нови дипломатски разговори во обид да се стави крај на сирискиот конфликт треба да започнат денеска во Швајцарија. Ова ќе биде прва средба на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и американскиот државен секретар Џон Кери, откако Вашингтон ги прекина билатералните преговори со Москва претходно овој месец по неуспехот на договорот за примирие во Сирија. Двете страни ќе бараат начин како да се оживее краткотрајниот прекин на огнот во Сирија, кој беше прекинат минатиот месец, откако сириските владини сили започнаа голема офанзива против бунтовниците источно од Алепо со поддршка на руските сили.
Представници од околу 200 земји од светот утринава во Кигали, главниот град на Руанда, склучија глобална спогодба за постепено укинување на индустриските штетни гасови или хидрофлуоројаглероди, кои се користат во ладилниците и климатизерите и многу и штетат на климата. Земјите се делат во 3 групи кои имаат различни рокови за да го намалат користењето на индустриските штетни гасови, изјави Бирута. Развиените држави, вклучувајќи ги повеќето европски и САД, преземаат обврска до 2019 година да ги намалат штетните гасови за 10% и до 2036 година да постигнат намалување за 85%. Останатите 2 групи држави во развој ќе го замрзнат користењето на хидрофлуоројаглеродите до 2024 и 2028 година и потоа постепено ќе почнат да го намалуваат. Кина има најголеми емисии на штетни гасови во светот, следена од САД, напоменуваат американските медиуми. Денеска на прошетка, утре под ќебе, сабота со пролетни температури, в недела зима, прогнозираат метеоролозите. Денес имавме претежно сончево време со мала до умерена облачност. Во попладневните часови облачноста се зголемуваше, најпрвин од западната страна на земјата. Преку денот дуваше слаб до умерен јужен ветер. Утринската температура се движеше од 1 до 9, а дневната од 17 до 23 степени Целзиусови. Од недела под влијание на влажна воздушна маса ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Утрешните минимални температури ќе се движат од 1 до 6 степени Целзиусови, а дневните од 15 до 17 степени Целзиусови. Овде го завршуваме денешното саботно издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието, имајте убав остаток од викендот. Пријатно.